Тука, на оваа место, некаде во близина на самото село Сарачино, реката Пена го завршува својот жагор и се влева во коритото на Вардар. А токму од тука, ние со нашата камера ќе го започнеме нашиот патопис низ долината на оваа река, за да стигнеме до незините извори, односно до самиот врв на прекрасната Шарпланина, со една единствена цел – да го откриеме целото незино природно и историско богатство. Пена е најголема притока на Вардар од шарпланинските реки. Таа е наедно и река со најдолго планинско корито. Од нејзиниот извор до Тетово, каде што излегува од планината, коритото на Пена е долго 29,7 километри. Во пролетните денови, кога се топи нагло снегот во планината или кога непрекинато врне дожд, Пена надоаѓа и станува дури и поголема од Вардар. Некогаш се излива од корито и го поплавува полето. Но сепак, водата на Пена представува големо богатство во однос на одгледување на разновидни земјоделски култури во Полог. Дури се вели дека водата на Пена е незаменлива, посебно за некои земјоделски култури, за да се добијат високи и квалитетни приноси. Јас сум земјоделец од село Сарачино, кој е најпоследно село до уливање на Вардар, реката Пења која се улива во Вардар. Ние порано, кога дете памтим, ја имам више 60 години, смо пиеле од река вода. Таа била многу чиста изворска вода. За моје време, бидејќи порано сме ишле да жнееме со српови, смо работеле примитивно. Сега, на жалост, реката е многу загадена, плюс и нашите производства многу страдаа од оваа река вода што мислим што вадиме. Сега моментално највише страдаа пипроите, кромидот, бостан не постои уопште, бостан не смеме ни да сееме више. Патлиџанот, нашиот гра беше прочен у цела Југославија, ба и ван би се чини. Чак се изложил и се зборело, овие тетовски граи, најквалитетен. Сега, на жалост, у задњо време почне да страда од река Пења, што не е исправна водата, загадена е водата многу. Најзагадена е водата. Пена посебно место има и во развојот на Тетово. Таа го дели градот на два дела, а со урбанистичкиот план се предвидува најубавите градски булевари да се протегаат покрај нејзините брегови, а особено видна улога има и во развојот на индустријата.
Но сепак, сакаш или не, вниманието на хроничарот секако го привлекуваат и големиот број културно-историски монументи што се наоѓаат од двете страни на реката, поради што тој дел на Тетово во блиска перспектива ќе биде најпривлечен и мощно атрактивен. На Пена има неколку камени мостови изградени уште во римско време, а еден од најинтересните историски монументи секако е Тетовското кале. Објектот се наоѓа на врвот на Балтепе, веднаш над Тетово, а самата тврдина е подигната уште од 1820 година. Калето зафаќа простор од 108.000 квадратни метри, а за неговата изградба Абдурахман Паша повикал најспособни мајстори, така наречени миндизи, кои му ги изработиле потребните планови и проекти. Калето било обколено со големи ѕидови, широки по 3-4 метри и ѕидани од специјален бигор камен. Најинтересен во интериерот на тврдината бил убавиот сарај, со бањи и со други простории. На средината на сарајот се наоѓа длабоко и масивно иззидан бунар, а во случај на опсадна состојба, во тврдината имало 3 подземни тунели, лагуми, кои имале излези едниот кон Тетово, вториот кон село Лавце, а третиот кон реката Пена. Според урбанистичкиот план на градот, Тетовското кале ќе стане убав рекреативен центар со комплетен комплекс на објекти за јавни, спортски и културни манифестации. Покрај Тетовското кале, еден од најатрактивните објекти во градот секако е и Бектешкото теќе Арабати Баба, каде што е сместен и Тетовскиот музеј. Теќето импресионира со својата концепција и архитектонското обликување на одделни градежни елементи. Познато е дека во теќето живееле околу 15 дервиши, на чие чело стоел старешината, Баба. Дервишите биле прочуени како благородни, мирни и гостолюбиви луѓе. На самата врата на теќето се наоѓале дури некои урезани афоризми, а еве некои од нив. Не умирај како незналица, туку оди кон тоа што е поблизу вистината. О, ти кој се стремиш за повеќе сознание, свати го овој миг како погодна прилика. Часовите поминуваат, времето врви, не оставај го денес за утре. Има и неколку други афоризми, додека на гробот на Реџеп Паша пишува: тоа е гробот на Реџеп Паша, чија населба е рај. Интересно е да се каже дека пристапот во теќе бил слободен за секого без разлика на вера и народност и бил отворен во секое време. Жителите на Тетово уште од почетокот оделе на прошетка во теќето и често во дебелите сенки и зелените ливади останувале по цел ден. Таа традиција е зачувана и ден денес.
Меѓутоа, за тетовските излетници најпривлечно катче секако е реката Пена, односно нејзините крајбрежја, покрај прекрасните водопади и пенливите бранови, а со еден таков живописен амбиент располага целата клисура на водотекот на оваа река. Но во најромантичниот и во најубавиот предел, во непосредна близина на Тетово, се наоѓа бањата Хисар или Бањиште, каде што многумина тетовчани и други посетители од околните места доаѓаат претежно за лекување, но многумина и за седенка. Бањата се споменува и во записите на постарите времиња, а најинтересна е предпоставката дека на местноста Хисар, каде што се наоѓа бањата, било лоцирано Старо Тетово. Меѓутоа, оваа бања, иако се споменува многу одамна, таа останала малку позната, а за лековитоста знае само местното население. За ова секако влијаел фактот што бањата останала недоволно испитана, препуштена на стихијата и досега не е сторено ништо посериозно за нејзиното поефикасно искористување, истовремено да се извлече и од анонимност. Бањата, ви кажувам, лековита беше. Лековите. Народ иде многу, се леча там, се мија, вода полна, за очи се мија, а и стока слушам да носа некој, за стока, вака. Била лековите за стока. Беше поуредено, се имаше пресети таќе намесено и сваки башка да влага, да се купе и да се мие, али за време окупација израсипа, се расипа тоа и после дое реката еднаш, падне се тоа, изби на друго место вака и сега така е, изведено е на вака чопур, ми што викамо. Пена има тесно и карпесто корито. Има силен тек со големи падови на водата, а тоа се разбира овозможува идеални услови за развојот на електростопанството во општината и пошироко. Така на брановите на Пена уште од 1925 година е изградена првата хидроцентрала во Македонија. Меѓутоа, развојните амбиции не се запираат само на оваа, тие се насочени и кон пошироки зафати. Така, например, Електрополог подготвува техничка документација за изградба на уште 3 хидроцентрали на Пена, а се предвидува до 2000 година електростопанството на Тетово да има околу 763 милиони киловат-часови електрична енергија, со која ќе се задоволуваат сите потреби на општината. Ова е хидроелектраната Пена, изградена 1926 година. Интересно е да се каже дека е изградена пред се за потребите на Скопје и покрај тоа што е со снага се на се од 2 мегавата. Централава губи значење со пуштање на хидроелектраната Матка во 36 година. Од 26 година до 79 година работи непрекинато, беше оштетена со поплавата, имаше застој од 3 години, после темелна реконструкција повторна е во погон и до сега работи без проблеми. Има изработено неколку идејни проекти и кажуваат дека може да се изградат 3 хидроелектрани со вкупна снага од 16 мегават.
Тоа значи со постоеќата хидроелектрана и овие три и она што се планира да се изгради на градскиот водовод би се покрило 50% од тетоскиот конзум. Едно од најкарактеристичните села на бреговите на реката Пена и во самото срце на Шарпланина е селото Лисец. Селото има мощна интересна местоположба, откаде Тетово и целата Полошка котлина се гледа како на дланка. Лисец фигуративно го викаат село на смучари. Велат дека децата уште при самото стапнување на свој нозе стапнуваат на скии, па така во Лисец нема човек кој не го знае и не го доживува белиот спорт. А токму од ова село излегува и едниот од првите олимписки репрезентативци на скијање во Југославија, уште во времето кога многу малку се знаеше за овој спорт. Јас како дете роден од село Лисец, спрема традицијата и почетокот на зимските спортови уште 1947 година се занимавам со белиот спорт и туризмот во овој дел на Македонија. Јас како такав, заедно со поранешните мои претходници, да не ги споминувам сега кои се тие, меѓутоа нашето село и традицијата на овај крај, поготово селото Лисец, сега интензивно се работи околу развивањето на белиот спорт воопшто. Моите најголеми успеси се државни првак 1954 година, па од тука навамо веќе си влегол во состав на државната репрезентација на Југославија, откаде имам земено учество на разни надпревари, не само во нашата земја, и во другите, како што следат европските, балканските шампионати и овде кај нас на Попова шапка, шарпланинските купови. Најдобри резултати се европскиот шампионат и балканскиот шампионат во Грција и на европскиот шампионат во Инсбрук, кај што бев меѓу најдобрите во Европа. Моментално се наоѓам овдека на Попова шапка како советник за жичари и ски лифтови. Интересно е да се каже дека жителите на Лисец, барем според народните кажувања, спаѓаат меѓу ретките луѓе во општината со најдолг животен век. Просекот на животниот век во Лисец велат дека се движи некаде до 80 години старост, а неретки се случаите кога некој достигнал да преживее и до 115 години. Пределите на долината Пена, колку што повеќе се качуваме кон врвот на Шарпланина, толку повеќе восхитуваат со својата убавина и со своите природни реткости. Па така и минувачите, односно љубителите на природата, не се ретки. И тие, како и овој пат ние со нашата камера, на некој начин сакаат да ги приближат овие несекојдневни гледки, кои навистина импресионираат. Разните фигури на карпите, жубрукањето на бистрата и пенливата вода, разновидниот колорит на природните растенија и сиот живописен амбиент од двете страни на реката представуваат еден прекрасен мотив за доживување. Со својот атрактивен амбиент, а посебно со своите прекрасни терени на белиот спорт, најпривлечно место секако е Попова шапка.
Првите скијашки надпревари тука се одржани уште од 1934 година, кога е подигнат и првиот планинарски дом. За подоцна, тука на височина од 1750 метри се изградат нови хотели со репрезентативни интериери и ред други објекти, потоа жичница и пат, за да на ваков начин се афирмира како можни интересен туристички центар во Републикава. На падините на Шарпланина се наоѓаат околу 80 патеки за скијање, за кои најпознатите женевски експерти Жан Итен и Мишел Ре велат дека тие можат да се споредуваат и со оние најпознатите швајцарски патеки. Па затоа перспективата за туристичкиот развој на овој регион е јасна. Ако се реализира урбанистичкиот план онака како што е предвиден, тогаш Попова шапка ќе се смета како еден од најважните центри на туристичкиот комплекс во Југославија, кој би влегувал во конкуренција со неколку алпски центри на зимскиот туризам. Впрочем, според овој урбанистички план, во една блиска иднина, терените на Попова шапка и на Јелак би се претвориле во еден целосен туристички комплекс со сите придружни објекти – хотели, бифиња, локали за дансинг, кина, спортски и други трговски продавници. Со реализација на еден ваков проект, Попова шапка би се претворила во еден вистински урбанистички центар. Нашиот пат ќе го продолжиме до врвот на планината Лешница, односно Титовиот врв, за да стигнеме до изворите на Пена и до најубавите качиња што се кријат во планинската грудка, Шарпланинските очи, како што народот ги вика езерата на Шарпланина. Минувајќи низ овие прекрасни предели, човек останува со недоречени зборови за да ја опише оваа невидена убавина. А еден од најубавите шарпланински предели секако е Лешница. Тука се простираат зелени ливади со сочна трева и стогови од покосено сено, како и разновидни цвеќиња и растенија, кои пред љубопитното око изгледаат како една прекрасна уметничка слика. Секоја гледка, секој детал што допира до окото, отвора една невидена идила. Тешко е да се опише оваа величествена убавина, изјавил меѓу другото французинот Ами Бюе, кој посебно ја проучувал Шарпланина, споредувајќи ја и со прочуените Алпи. Таа е создадена да восхитува, вели тој, а една ваква импресија може да се добие дури кога ќе се навлезе длабоко во нејзините предели. Бидејќи Шарпланина има многу високопланински пасишта, посебна атракција представуваат и многуте бачила, аграчи, трла и друго, кои се наоѓаат низ целата нејзина просторност, што за најголем број туристи представува непознат и мош незанимлив свет. Ако на ова се додаде богатата флора и фауна, односно нивните ретки примероци, тогаш се добива комплетна слика за туристичката привлечност на Шарпланина и на нејзините природни убавини.
Извориштето на Пена се наоѓа во еден прекрасен амбиент. Водата мирно го почнува својот тек, за да потоа се претвори во една серија водопади, кои заедно со планинскиот пејзаж за љубопитното око представува една величествена слика и неизмерна убавина. Може би нема да претераме ако речеме дека водопадите на Пена се најголемата атракција што може човек да ја открие во длабочината на Шарпланина и пошироко, а може би и најубавиот планински предел во земјата. Тоа може да го почувствува само тој кој имал прилика непосредно со своји очи да ја види оваа убавина, а веруваме дека нашата камера е меѓу првите, а може би и прва преку која можете да навлезете подлабоко во убавините на оваа планина. Овде завршува нашата прошетка од 29 километри пат по долината на река Пена. Тука е најголемиот извор, незиниот најголем извор, Шабриолица, кој почнува со еден прекрасен водопад. Но сепак нашето патување нема да заврши само до изворите и покрај изворите на Пена. Нема да заврши ни со гледката на дивовските високи и каменести пирамиди. Нашата намера е да ги откриеме и бисерите на Шарпланина, тоа се нејзините езера. Првата цел ни е Белото езеро, едно од најубавите езера на оваа планина. Меѓу изворите на Пена и Белото езеро се наоѓа едно големо пространство. Не очекува долг и макотрпен пат. Од Попова шапка пак се упатуваме кон јужнозападниот дел на Шарпланина. Возачот на Електромакедонија од Тетово Томчо Глигоровски со својот автомобил наменет за тешки терени се обидува да се качи низ ридиштата дури и дотаму каде што тешко може човек да верува дека е изводливо да се качи автомобилското тркало. Но сепак и тоа има крај. Ги земаме потребните инструменти за снимање и тргнуваме пеш кон езерото. Другари, толку джипа до тука, може, нагоре тешко се боревме. Доста дојди до овде одлично. Па натака тешко не можеш. Не Може. верувам. Се од овде ние да фатиме овој праес. Може само пешки да да се оди. Иначе Пешки со ќе одиме джипот пешки. тешко. Фатиме 3 Пешки. сата имаме до таму пешки, 3 сата. Да, иначе Добро, имаме време, само дали ќе можеме, оти маглава види времето некако. Ќе се е обидеме. мало, али Добро. А? Спасе, и ти ќе дојдеш со нас, малку Ајде, ќе ни помогнеш, ајде, нема инструменти ќе проблем. носиме. Не. А? Мора да обезбедиме ориентација за враќање. А, да остане еден тука, а? Да. Ето, Добро, добро тогаш. останувам И ја. остане Спасе тука, па И да не се двоиме. викаме со свиреш или како да се мислам да се Еден по еден ориентираме. кидаме на растојание од 30 метри. Дека е видливо. Додека е видливо. Ако се отвори идемо дале, ако не. Кај си бе, дечко бе? Здраво, живо. А бе залутавме. Да, остане малку бе.
Абе, не знаеме, Да, не знаеме кај сме се. Каде се наоѓаме сега? Бело езеро каде е? Па вие сте близко до Бело езеро, има уште пола сат, па вие сте изгубили патот. Опасно е пената. Магла има, многу магла. Опасно, боје да се враќате на него. Па може, може. Ти не водиш надолу, а? Може. Но планината е планина. Времето се менува секој час. Маглата час се спушта, час се дига. По повеќе часовно одење пеш, стигнавме и до најатрактивните туристички точки на оваа питома и убава планина. А тоа беше и нашата цел. Тоа се езерата на Шарпланина, кои многумина ги нарекуваат шарпланински очи. Вкупниот број на езерата на оваа планина изнесува 39, од кои 25 се постојани, додека другите во летниот период пресушуваат. Шарпланина, според бројот на езерата, е на прво место во Југославија, а на второ место на Балканот. Според истражувањата на Душан Кривокапич, се предпоставува дека вкупната површина на сите шарпланински езера треба да изнесува околу 25.000 квадратни метри. Најголемите езера се Боговинско, Ливадичко, Караниколичко, Црно и Бело езеро. Сите езера се сместени на повисоките планински предели, а повеќето од нив обилуваат со чиста изворска вода и со ретки примероци пастрнка. Карактеристично за езерата на Шарпланина е тоа што со векови ја задржале својата оригиналност, што придонесува шарпланинските езера со својата убавина и живописниот амбиент да импресионираат и крај нив под шаторски крила да логоруваат извидници, феријалци, планинари и туристи од повеќе места од Југославија и од странство. Едно од поизразитите езера на Шарпланина е езерото Голем ѓол, кое се наоѓа на височина од 2180 метри. И езерото и целата негова поблиска околина се одликуваат со впечатлива питомина и е достапно од сите страни. Долго е 290, широко 115, а длабоко 5 метри и 60 сантиметри. Некаде во близина на езерото Голем ѓол се наоѓа езерото Мал ѓол. Ова езеро е на повисокото Караниколиско пространство, на 2300 метри. Басенот му е карпест и со круговиден облик, а околу целата површина е ливадеста. Долго е 115, широко 102 метри. Езерото не пресушува, макар што нема изворски прилив, а кога има највисок водостој се одлива преку карпестото корито. Вакви убави и привлечни се скоро сите езера на Шарпланина. Тоа е најголемото природно богатство на Шарпланина, што представува еден голем туристички потенцијал со една голема перспектива за доближување на овие природни реткости и до најобичниот љубител на природата. Навистина, Шарпланина треба да се открие и да се афирмира со сето свое богатство, со своите природни раритети што восхитуваат. Впрочем, каква би била прошетката покрај 35 планински езера, кога би се создале можностите за туристичко активирање на целиот комплекс на Шарпланина? Наскоро, веројатно, ова ќе биде и реална можност, зашто друго е да се пренесе импресијата, а сосема инаку е доживувањето.